16 години Галаба Величкова живее без струја со социјална помош во куќерка што само не се урнала. Животот и го сврте грбот на Величкова од 1990 година, кога, напуштена од сите, останала самохрана мајка и морала сама да се бори за да преживее. Од 90. Сте со социјална помош? Да. Тугај како самохрана мајка, со детето остана, и од тугај почна да земам и ден денеска уште не е укинато. Децата не сакаат да слушнат за тебе? Не, синчето вчера беше. Но само за мене не помин. Без помош? Нема помош. Не помага. Низините најблиски одамна дигнале раце од нејзе, иако од време на време ја посетуваат, но без никаква помош. Сепак Галаба не е сама. Преживува благодарение на соседите кои несебично и помагаат на оваа измачена жена. Ако не ми тоа пријателчето од Пиперово, нема кој треба да ми набере, нема кој да ми ги прešće, нема кој да исцепе. Ти вој од целото е комшичето. Доста руинирана состојба е куќата. Треба ли неизина некако да се направи, да се оправи? Треба да се направи. Едино треба собичка само што не ми капе така. Иначе сета тече. Кога заврне дош, ја каде немам кој да примам дома, каде немам јас кај да седнам. Ама што да правам? Такво било. Пишано и така ќе си одам, шо? За Галаба денеска беше важен ден, бидејќи при службената посета на село Лесковица, за низиниот проблем дозна и градоначалникот Иван Јорданов. Јорданов веднаш ја посети Величкова. Лично се увери во какви нехумани услови живее, каде покривот на оваа жена буквално е небото. Затоа одлучи со лични средства да ја помогне. Условите за живот се под секое хумано ниво и јас како човек одлучив со своји лични средства да ја финансирам основната реконструкција на нејзината куќа. Изјави градоначалникот Иван Јорданов. Галаба Величкова живее во селото Лесковица. 59 годишната жена е една од десетината семејства кои останале да живеат тука. Село, каде животот живнува само за пражнични или викенденови, кога во повеќето викенд куќи свој мир од урбаната врева наоѓаат повеќе мина штипјани.